Хело, млада апатична Македонија. Денеска во нашото секси мало на гости ни е Виктор, он е координатор на Центарот за машко ментално здравје, воедно го води Просторитет. Како си, Виктор? Многу добар, Милена. Баш вака насмеан, така ми личи. Да, малце поразмрдано, сега е попристојно време за снимање. Ајме се да се поразмрдам поише. Да. Во секој случај, денеска збориме за апатија меѓу младите. И искрено не знам, кај мене не беше толку нагласен тој момент на апатија, барем така мислев, зашто секогаш сум била поприлично активистички настроена, ме сам омилена 8 мартовска активност ми е да викам пред влада. Ама баш кога го пишував подкастот, си отворив мејл, и имаше стигнато до ме повикување на студентите да гласаме за студентско собрание, за членови на комисија за едно друго. И првата реакција што ми буквално беше кога јас сега, зашто немам попаметна работа, ќе се влечам саат типу дуки ми назад низ Скопскиот собраќај, запишам ливче што никој нема да го види. И ќе си го губам денот за буквално апсолутно ништо, кога не идам да гласам, тоа не се пцуи. Така што ова никако не соодветствува со мојот начин на размислување и сватив дека можеби е само нешто што е интернализирано од надворешната средина, бидејќи толку пати имам слушано моите дома и пример не знам кај дома кај другарка било која слава или прошетање се низ населба, сите постари генерации го кажуваат исто дека се веќе наместено, немаш зошто да идеш да си го губиш денот, само помири се со тоа што се случува, така што дали мислиш дека апатијата кај мене може да биде производ на некоја научена безпомошност или главно поради развивање на таа хипериндивидуалистичка култура? Мислам какво прашање, Милена. Баш долга. Вако вове за прашање, мислам дека никогаш до сега не ми бил поставен, односно почестен сум. Не знам дали знаеш, например, како се дефинира апатија на дигитален македонски речник. Не сум отворила тоа. Оттапеност на чувства. И сега, дали стварно ние сме оттапени во чувствата или имаме оттапеност на чувствата? Мислам дека не. Мислам дека апатијата е нешто што го имаме прифатено, некој софтвер кој што ни е превземен од некои постари компјутери кои што веќе не се up to date со времето во кое што живееме и многу било лесно да се каже зборот владе апатија кај младите и поради тоа они не постапуваат. Например, дента кога било гласањето, како си се осеќала, знаеш, може тој ден не си сакала ништо напред, не значи дека генерално сме апатична генерација или дека сите млади се апатични. Да, фала ти што ми исправила дека се чувствувам подобро. Дека стварно мислам, има некои денови кога си најамбициозен, кога сакаш се да направиш, има други денови кога што не сакаш ништо напред, не е тоа генералното чувство. Барем сакам да го кажам така. Пери, кога баш потенцираше дека апатија значи одвоеност од емоциите. Оттапеност на чувства, така некако. Оттапеност на чувствата. Меѓутоа, како што кажа, ние не сме генерација што е оттапена од емоциите. Баш Gen Z действува од момент на многу лутина и фрустрација, баш сме проактивни. Така што дали апатијата можеби е само начин на справување со таа некоја безнадежна состојба со која што не се соочуваат социјалните медиуми, кој можеби е само избегнување на проблемите, потеснување. Знаеш како размислувам сега во однос на ова, значи времето, системот во кој што живееме, ние сме поделени на генерации. Например, имаме деца, тинејџери, млади, активни граѓани, пензионери и така натаму и така натаму. Сега тоа е одредена селекција што е направена за да може да функционира системот. Значи за младите имаме вакви мерки, за старите имаме такви мерки, па на село тоа има едно културолошки мерки што ги задаваме ние. И сега ако кажеме дека се амбициозни младите, тоа треба да е поврзано. Не може само младите да се амбициозни, а тие што има 30 плюс да не се амбициозни или тие што има 40 плюс, значи тоа е поврзано, не може да се одвоиме едни од други. Така да, ја мислам дека што се однесува на емоционалната интелигенција, на прашањето за Gen Z, мислам дека Gen Z е генерација многу поразлична од другите, баш поради тоа што сме водени премногу од емоциите. И може и тоа е негативната страна, што сме водени премногу од емоциите, премногу интуитивно постапуваме и сега во целото тоа интуитивно постапување може немаме доволно искуство или знаење, туку сме водени од некои други ствари. Интуитивно и мислам дека до степен импулсивно, затоа што дефинитивно е нагласено тоа што толку више сме исфрустрирани од работите што не се менуваат и ми треба промена сега одма, сакам да се деси. Ама за некои работи потребно е само време и напори од средината.
ова беше катастрофа, ама кај средина. Ма не, треба време, треба направи средината. Ја мислам дека баш има многу позитивни ствари во нашата генерација. Стварно мислам дека на пример почнувајќи од физичко здравје. Значи физичко здравје го сметам за најлесната грижа за себе, што имаш физичко здравје и храна. Мислам дека многу луѓе веќе се грижат за своето физичко здравје на начин на кој што тоа не било тренд пред 10 години. На пример во однос на некои други такви лесни аспекти на грижа за себе, што може да ги кажам. Бидејќи постарите сакаат да ни кажат, на сакаат да ни префалат, да ми во мое време беше вака, во мое време беше така, или сакаат да зборат за војската, за стварите што ги имаат, мислам, што се научиле од војската, да го местат кредитот, да се бричат и кој е третото, дали сега да имаме воен рок, мислам, као нелогичности одредени што пробуваат да ги спроведат, за да не стават во некаков ред, пошто кај младите владее безреди и ние сакаме да направиме. Не, ако сега што ме спомна војскава, уствари голем дел од машките што имам правено муабет, се за да се воведе редовен воен рок, особено Ама види, јас сакав во еден период да речеме да се идам доброволно војска. Зашо сакав да идам доброволно војска? Значи, не можев да надминам девојка и си викам каков маж си ти, чим ова вака те бутна тебе, што ќе правиш ти со другиве ствари кои ќе се десат до животот. И слушав Дейвид Гогинс, Can't Hurt Me. Бе влезен у филм 2 тренинзи на ден, сабајле трчам вечерта теретана. Тоа јам еден ден, значи ме немаше, буквално бев off grid, не знам колку месеци, 3 месеци, и седнувам кај другар на роден ден, и ми викам, ја кидам у војска. Идам во војска да станам стварно тој што треба да бидам, пошто не може ја да чувствувам, не можам да еве олабај се као ми вика другаре. Ти што се носи на бази. Да, исколирај малце војска сега ќе идеме. Така и што ќе отидеме во војска, мислам прво логистички да се размисли колку е комплицирано да се стаи редом на војска. Треба да се направат бази маки одржава, кај што ќе треба ние да идеме и сега ние седиме во војска за понатаму кога ќе се вратиме во реалниот свет, ние да бидеме посигурни, подобри, посилни, попроактивни ќе бидеме, мислам као нека биде примеров за другите што имале редовна војска претходно, да се црпи од нивниот пример. Дали се проактивни? Отприлика е... Кој е проактивен, не знам као. Кој е степенот на проактивност кај 40 годишниот маж што бил редовна војска во Југославија? Баш помирени за сето тоа што се случува, навикнате да прима наредби, да спроведува тоа што му е кажано и си живее со тоа што му е понудено во животот. Али независно, знаеш, мора да ги разбереш. Само мене, знаеш, кој дел сам да се смени, да има поддршка за нашата генерација, кога да не ме гледани како таму некаде ние сме некој нешто што сакаме со нашите филмови да ги спроведеме нашите работи, па сега да не влечат во одредени стари системи. Остави ги младите, нека бидат млади, дај им поддршка. Знаеш, тоа да биде прашање. Кои се сојузниците на Gen Z? Кај може да се обрнеме? Па веројатно за сега нема многу сојузници, мислам, можеби има, но се бројат на прсти, сега да кажам, као младите. Или друга работа што сакав да ти спомнам за млади, например, тоа е опасна игра, например, ја кажеме треба да слушаме гласот на младите. Што значи да слушаме гласот на младите и на кој млади? Пошто и кај младите има многу голема поделба, не е дека само ако имаш 25 години ти си млад, ти може да имаш 25 години да имаш ставови на 70 годишен човек или да имаш 45 години да имаш многу поразлични ставови. Тоа е нешто што мора да внимаваме кога збориме на темата, бидејќи као еднаш кажав дека младоста е всушност процес, дека како општо се би се изградило доколку ваквата апатија продолжи, мислам, дали уствари младите би го градиле општеството, затоа што моја гледна точка е тоа што доколку младите продолжиме да бидеме апатични и тивки, ние нема да го изградиме општеството, никој ќе го изгради за нас и ќе живееме во туѓи свет и пак ќе бидеме мизерни. Така што не знам, делулу издоселулу, ама до кога? Треба да се преземе акција, треба да се ја земеме моќта во сопствени раце, треба да се активираме, меѓутоа дали треба сите млади да земеме подеднакво учество како ти што кажа, некои млади имаат дух на 70 годишни, а некои 25 годишни. Мислам дека као која голема промена во светот ја направиле сите. Као имат таква промена, као тргна 300.000 луѓе и направи промена, не, значи секоја промена дошла од одредена мала група на луѓе кои што имаа многу интересни идеи, кои што на почетокот веројатно не биле прифатени од сите. Па понатаму некако со нивната истрајност и верување во процесот они успеале нивната идеја или идеал да го направат реалност, но тука се отвора и друго прашање, на пример, има на изрека секоја револуција си јаде децата, знаеш, као и тоа е знак прашалник или терминот, на пример, значи, знаеш, овие два термини многу често се зборат, младинско учество и апатија. Тоа се абстрактни термини, мислам, ти имаш 15 години. Така. Имам 21. Не, мислам, хипотетичка ситуација преме. Ти си втора година средно. И доаѓа сега некој, одиме јас и ти, да им држиме на деца 15 годишни обука за младинско учество и ја отвараме
обукава и ти влагаш со апатијата на младите е распространета на секаде. Ние сме тука да ви ги представиме начините на кои што вие може да учествувате, да влезете во локален младински совет или имате можност да имате младинска организација која што ќе се занима, мислам, тоа се бирократски работи. Кој 15 годишњак прво го интересира бирократска работа, да го седнеш ти 15 годишно дете совет или му кажеш младинско учество и он си оди дома, така? И што ќе си мислам, што го инспирираме ние? Искрено, ја на 15 години немаше ништо да запамтам. Ама не ми го сваќаш, ја уште не сваќам што значи младинско учество. Јас сватив што значи младинско учество кога го прочитав уставот за младинска. Дајте, молам, значи види колку е комплицирано. А буквално на 15 години треба некако да се приближи тој младински активизам кон нашите нови генерации. Сега голем подем имаше во областа на активизам, потребување на социјални мрежи, во борба против било која тема што не интересирам. Сум првите чекори што мене ми помогнале да станам поактивистички настроена било само просто подпишување на некои онлайн петиции за работи што можеби и мене не ме засега. Дали ќе им се направи чешма на децата Гана или не. Ама јас сакам децата Гана да имаат чешма и сакам да подпишам петицијата и ќе пратам уште 10 другарки. И фактички моите први чекори почнале од нешто толку незначајно, па понатаму сум била втурната во тие води. Треба моментот на младински активизам да се доближи до тоа што е актуелно сега кај младите. Да, ама знаеш како младите знаат што е актуелно кај младите. Не може ја да дојдам да мислам да знам што е актуелно кај младите. Ја имам 25 години сега. Како можам ја да кажам тинејџери и ја да им кажам што е актуелно? Мислам како да го тоа е начин на бирократизирање на младост, така го доживам младинско учество, значи младинско. Ја на 15 години бев на екскурзија во Франција. Бев француска бренгална и таа екскурзија траеше 3 недели. Јас сам умот вака не се отвори. Не можам да ти објаснам колку ни беше широко отворен умот за прифаќање на нови работи и за промени, едноставно патувањето, студирот со друга култура беше на пример за мене, значи музиката у тој период што ја слушам, на пример искочи песна Систем те лаже, човече не ми се веруваше, мене викам леле што пеат, Систем ме лаже, стварно ме лаже системот. Идам и се вратив од екскурзија на 15 години, отидов на протест на 15 години, тоа ме културата беше тоа што ме стимулираше, што ме мотивираше да го продлабочам своето размислување за да отидам ја да да имам акција, да сватам за што би се борам, кои се моите вредности, не можам ја да ги изградам своите вредности врз основа на обука за младинско учество. И да учествувам ја во локален младински совет, што ќе правам таму на 15 години? Мислам што ќе кажам? Вредностите се играат преку културата и, например, ако тебе ти бил моментот на бевме на екскурзија во Франција, мене ми беше само социјалниот момент на дружење. Мислам, ја првите протести што ги одев, немав благе везе зашто таму. Така. Бев таму зашто моје друштво беа таму, поточно мајката на некоја другарка иде на протест и сега ќе дојдеме ние да се броиме. И фактички од моментот најде да се дружиме, јас сум дошла во судир со активизам и понатаму некако ја поприфаќаш таа култура од луѓето што се движиш. Ти си златна средина на 5 луѓе со кои што си опружен. Да, добро, тоа може така, може и не е така, и кажам, ќе видиме со тоа дека е така. Знаеш, на пример, однос на активизмот, што е интересно, ја на пример протестирав 3 години, после тоа прекинав и не се занимавав со ништо поврзано со македонското општество во одреден период од 5 години, бидејќи сакав да си одам, тоа беше решив. Значи јас си одам од тука, нема да постојам тука, ќе одам надвор заради тоа што на пример мене ми има инсталирано софтвер да мислам дека по дефолт си успешен ако си отидеш од Македонија. Мислам тоа е комплетно неточно. Толку е проткаено низ секојдневни разговори, не само помеѓу генерација луѓе или родител, дете, баба, дедо, туку на секаде едноставно се третира тој. Знаеш како, тоа што луѓето што го наметнуваат тој став дека успехот е самото напуштање, се веројатно луѓето кои што не ја напуштале земјата, поради тоа што ја имам другари кои што си отишле, кои што студирале надвор. Не е sunshine and rainbows кој ќе отидеш ти надвор, не е дека ти ќе одидеш во Германија и сега тебе ќе те пречекаат со отворени раце, ти дојде тука колку си талентиран македонец и колку си паметен, успеа конечно се спаси од Македонија, сега дојде ти во систем среден каде што ќе бидеш вреднуван меритократски и ти ќе стигнеш добро во овојата, дајте, молам, мислам, има многу нелогичности во овие работи, например, младинско учество многу апстрактно, за мене нелогично. Апатија
стигната апатијата, мислам, пошироко е веќе распространет терминот, го имаат прифатено луѓето, ама ово ти викам, значи ако е отапено за чувства, дали не сме ние од апатични? Мислам као од дефиницијата да тргнеме дали сме или не сме. Ја мислам дека не сме. Мислам дека сме навикнати да не правиме работи. Тоа е повеќе као навикнати сме да не правиме ништо. А тоа не е тешко, например, да се сменат навиките според мене, барем мислам дека не е само на кој начин да се менуваат навиките. Која е таа навика, војска, на пример, или ама која е реално навиката? Знаеш, тоа е прашањето што си го поставам ја и у просторитет. Зошто не напредуваме? Као ние знаеме од прилика, ама точно не можеме да го дефинираме или како да напредуваме. Ако откриеме зошто, после да дојдеме до како. Како да дојдеме до како е следното прашање, мислам, генерацијското прашање наше како да напредуваме. Една работа што мене конкретно многу ми помогнала беше тоа што си го отворив умот за различни типови на книги, различни емисии, подкасти, филмови, различни друштва прво да се најдам себе си во светот, понатаму за да знам кои се моите вредности, да знам како да се борам и како да го вокализирам тоа што ми треба. Да, а да знаеш кога кажеш различни, јас сакам подобро да кажам спротивни, например, кога имав 18 години, мислев дека Џордан Питерсон е најголемиот фраер на светот, ама као на 19 години веќе не мислев дека Џордан Питерсон најголемиот фраер на светот, или на пример Харуки Мураками почнав да го читам на 20 години, мислев дека е најдобриот писател на светот, ама после тоа, знаеш, кој ќе навлезеш малку подлабоко во него, ќе ја сватиш неговата објективизација на жената, си викаш, почекај малце, чекај, нема врска. Ја вака ги гледам жените или не ги гледам вака жените. Знаеш, тоа е еден процес кој што е комплициран. Поради тоа што ние ќе кажеме да, читај нови книги, кои книги? Мислам, можеш да ми направиш ти мене сега дневна селекција за да станам активист. Не, баш ми се допаѓа тоа што го нагласи моментот на читање на книгите преку твоја призма. А ти за да создадеш таа призма на твои вредности, потребно ти е некако повеќе пракса, движење со нови луѓе. Знаеш како мене на пример ми се сменија ставовите за Џордан Питерсон. Ја бев Џордан Питерсон фанбој. Идам се зборам со луѓе, попара ми ги прават аргументи. Добро, да го прифаќам аргументов. Не барам ја моја група на Џордан Питерсоновци за кај што ќе се јачеме, не туку да се соочувам со аргумент кај што сваќам дека човеков ствари, да, мислам ствари што ги збори, не е баш окей за мене, као не ги прифаќам комплетно и од сега имам нови аргументи. Напуштањето на ставот мислам дека е напуштањето на ставовите треба да е доблест на младиот човек, мислам дека тоа е онака фер да се каже, пошто ако ти не ги напушташ ставовите што си ги изградил кога си млад, кога ќе ги напушташ? Мислам на 56 години ја ќе го напуштам ставот што го имам 36 години, нема шанси. Полесно е да напуштам нешто кога сум млад, пошто не е заживеало со мене, знаеш, не станала идентитетска работа. Може Џордан Питерсон живеел со мене 6 месеци, ама не станал идентитетски процес или па да го гледаш позитивното во него, на пример, он има интервју кај што вика и да не ви се допаѓа Ниче, прочитај го Ниче поради тоа што Ниче е, као може да не се согласи. Се во самото негово следење он ми дал алатка да го одследам и него, поради тоа што сваѓам дека да, окей, више ти не ми се свиеш и слободно можам да те одследам, да сум ја врзан со твојата филозофија или начин на живот. Или со Харуки Мураками, например, со него сум почнал да читам книги. Сега после тоа што сум сватил одредени други работи, јас сум благодарен што ми помогнал да сакам да читам и као не треба да се осудуваме самите во одреден период што сме верувале во погрешни работи, кога треба да бидеме опуштени барем додека сме млади, да имаме доблест да ги напуштаме ставовите, знаеш. Треба да имаме доволно храброст за тој дел од нашиот идентитет, само да го ставиме позади нас, затоа што како што кажат, растеме, се развиваме. Во ред мислам, барем у мојата генерација имам приметено дека многу луѓе очајно ќе се држат за тие стави, дури да не соодветствуваат со нив, затоа што многу често имаат слушната дека ако се предомислиме, тоа отприлика значи дека сме луѓе без карактер, немаме сопствено јас. Таа нашата генерација толку се плаши од моментот на не знам, едноставно сме хипериндивидуалистички, моментот кога некој ти каже дека немаш сопствено јас, се губиш комплетно. Така што од тука потекна тој страв. А баш ако сакаме некој младо прогресивно општество, треба да имаме првоствено храброст да кажеме дека одреден дел од мене веќе не е за иднината. Мислам, го оставам позади и продолжувам. Скроз многу добро го кажа тоа, стварно. Ама тоа е пак ти викам, веројатно е доблест. Ова се прв пат ми текна дека е доблест, ама сега го размислам, нема стварно е веројатно доблест поради тоа што колку време живееле одредени ставови со тебе. Знаеш кога си го стеш хронолошки помага некогаш да хронологијата за да се сватиме ние кои сме. Ако чекаш, што мислев ја на 17 години, може и да немав став да речеме на 17 години на одредено поле и сега одеднаш ја на 19 сум приврзаник за
чекај, зашо сум приврзан? Не, беше имаше една изрека дека не може да возиш напред гледајќи у ретровизор. И Добро, кул. не можеш или можеш? Може, Јас сум нов возач, значи чекај сега. Видно ми е да, сегаш треба да се осврнеме кон минатото. Ако ја свртиш колата на опачки и возиш напред гледајќи ретровизор, таа ти текна Значи, уриквер како води види, татко мене му учеше да возам со тоа што ми рече Милена, сега ќе отвориш вратата, ќе висиш пола надвор од врата, со другата рака на волан и да ме ќе гледам линијата додека висам од кола и вака ќе возам. Така што тоа е моето ниво на шоферски способности. Ти кога ќе висиш низ врата и ќе возиш, јави ми се. Да, добро, супер е тоа, топ. Растри. Да, браво. Не мислам, ја не верувам во стереотипот дека жените лошо водат. Онака буквално со многу добри жени шоферки сум се водел така, поштувам тоа. Еднаш кога се ќе те возам до работа и назад, ти ќе правиме муабет, ама не, јас не дискриминирам. Има дефинитивно луѓе. Да, јас сум фантастичен шофер у прогрес. А мислиш дека ќе бидеш добар шофер уште пред да почнеш да возиш? Да. И ја исто. Онака знае дека бидам 100% добар шофер. Шофериште. Да. Тоа е. Виктор каже дека не знам како сме со време, ама чисто која е твојата порака кон младите? Што е нешто што ние можеме да преземеме сега локално за да се вклучиме малце повеќе? Мислам, што е првиот чекор да го направиме, можеби за тие што никогаш не биле активистички настроени, или еве за мене првиот чекор е да почнам да идам на гласање за студентско собрание, затоа што годинава не е. Не знам. Не знам. Знаеш, многу е тешко тоа прашање, са што треба да call to action сега, нели, тоа е делот као ова па ајде да некој да направи. Мислам зашто некој би ме послушал мене, тренувам од таму. Тоа што можеби би инспирирал некој целиот разговор, ама ќе му кажеш на некој онака види, почни ова да го правиш и он да рече да, леле, стварно сега. Како не ми треба? Како бе, браво бе, фала и дечки што ми кажавте, сега ја ќе почнам да го правам. Не знам. Тешко е да се каже една работа, што може па што ние збориме сега да младенско учество абстрактно, па ништо не нудиме на другава страна. Сега и ние на некој начин стануваме мини хипокрити, сега може да прерастеме во големи хипокрити. Ако кажеме дека антитеза на младенското учество е културно учество, учество во културата, посетување на култури, настани, читање различни книги, подкасти, представи itd. И тоа е процес што не знаеш во кој правец може да го однесе одреден млад човек, така да се уште и ова друго во кое што сакаме ние, односно го проповедаме како животен стил, не може да го дефинираме како точна акција, бидејќи многу по слободно од што е другото. Така да, веројатно, па искрен со себе да си, да имаш доблест, да си искрен со себе, да имаш доблест да ги напушташ ставовите кога ќе се соочиш со подобри аргументи. И не знаме, ти што бе кажал? Да слушаат, има многу добра нова македонска музика, например, Кем да ги слушаат, мене Кем многу ми се свиѓа. Не ги знам како проблем. Да, слушај и Кем, например. Тоа нека бидат искрени со себе, нека имаат доблест да ги напуштаат ставовите, ако им се свиѓа Џордан Питерсон, да не им се свиѓа више, например. Тоа што се ја доблест да го напуштаат тоа и дека ги слушаат Кем. Ја би препорачала да се најдат различни групи, да разгледаат различни ставови, затоа што со тоа ќе откријат различни делови од себе. Опасно е таа работа, како ќе, например, ја имам заглавено 2-3 вечери на QAnon, например, кога сум бил осерен, леле, викам, и открив зашто кој го убил Кенеди, например, и као, сега што, значи, многу се примамливи сите тие приказни, особено теориите на заговор, пошто теориите на заговор имаат изврсен сторителинг, значи, толку добар сторителинг има, тоа е на граница на фикција, ама тебе ти се свиѓа, па знаци, не знам кај што му бил гробот на Кенеди, вака Q буквата, ако ја гледаш од сателит и дека тоа е знакот и поради тоа Трамп сега ќе дојде за да го утепа Deep State-от. Леле, викам човече, па Трамп е мојот човек, викам Deep State-от. Мислам, значи, знаеш да кај оди тоа? Знаеш што слушнав, као 49 дена откако Трамп имал интервју со Џо Роген, дека ќе имаме интергалактичка борба у Вселената со, не знам, Space Shuttle од Господ знае кај и вонземски НЛО, и ова било предвидено од компјутер во уште 2000, не знам таму која, некој рани 2000 ти беше ова предвидено и демек тоа било со анализа на се што било посирано во интернет од тој период и демек сите само го отфрлиле, ама сега имам, не знам, многу луѓе што изнесуваат нови факти дека земја ни постоеле и демек се движиме таа насока откако го имало интервјуто со човекот. Ова не е за на подкаст, ова е јас поделувам. Се случило. Мислам, лично вака чисто off the record јас сум по вонземјани, ама Фер, вака. Не знам, Веном го гледаше, позновиот Веном.
Не. Па гледао ги да се свиѓа тоа што си. Важи, Ете фала, нека ете. гледаат младите и филмови добри. Конкретно Веном. Веном тројката, значи Веном тројката кем да имаш доблес да ги напушташ ставовите кои што си изгради да се прашаш ствари колку време го имам ја овој став. Тоа е многу добро. Да прашам колку време јас мислам дека ова е вака. И сега кога е година дена ти постоиш 24-20 години, као стварно дозволуваш овој став да те обликува личноста која што си као. Да, Веројатно не. моја лична филозофија е некако додека сум моите 20-ти не сакам никој да се наоѓам на истата точка таму кај што сум била минатата година. Да, добар тој став. Тука снимам подкаст, наредна година, не знам, сакам да сум у Лисабон. Да, ама знаеш што е интересно, на пример, од моментот кога ќе почнеш да постапуваш. Речем независно што е, да речеме почнав да постапувам, сега пишувам дневник, пример, ти дам пример, почнав да пишувам дневник. И запишувам дневник денела дена. И сега мене почна да прираснува тоа околу мојот идентитет, више формирам некоја нова. И сега на тоа сакам да додадам уште некоја друга работа што ја правам јас. И сега кога ги почнеш да правиш работа, едноставно ти стануваш човек што сака да прави работи. И не ги правам сега со цел 2 коли 3 стана и мотор. Например, не ги правам за да стигнам до моторов, кога ги правам па што ми мене тоа што си го правам во моментов да си го правам па што мислам дека мојот живот си станува некако подобар. Попријатно ми е мене живењето за мене. И знаеш, од таму веројатно се создаваат искрени приказни, искрени работи и може да се менуваат поради тоа што ако ти станеш човек што прави работи, тоа на некој начин, на еден или на друг начин ќе ги мотивира другите луѓе околу тебе. Некој ќе биде мотивиран позитивно, пошто ќе се радува. Друг може не ќе си празим чека видица, он види како пред зашто ја не го правам, како станува и тој другиот почнеш да влијаш од гледањето на себе, на пријателите, на семејството. За мене е тоа утопискиот начин на активизам, кога стануваш добар за себе, после тоа стануваш добар за семејството и твоето семејство почна да напредува, понатаму твојата добрина, односно активности се префрлат врз пријателите и вие како пријатели напредувате, од таму во својата локална заедница ти напредуваш. И да, и сега веќе од локалната заедница ти влијаеш врз поширокото општество и влијанието на поширокото општество понатаму го пренесуваш на светот, и значи тоа е идеалното нешто што би го замислил вака, Не, наистина, тој органско прераснување на станите. Пошто не може сега ти да си идиот 15 години сега да дојдеш да ми кажеш, дај види младинско учество, брат, идиот си, као да ти објаснам. Као, нели? Да, не би скокал чекори, посебно за нешто што е толку сензитивно, поради тоа што младинско учество сега е тоа градење на младински идентитет. Знаеш, као тоа е нештото кој позади мислам андерлајнот кој ќе го прочитам, ја младинско учество сега ако толку апстрактно ако си го ставам во дефиниција некоја, тоа е градење на идентитетот на младиот човек, нели? Ајде учествувај ти во нашата организација. Мислам секоја организација си има свој идентитет, мислам како сите други работи, и фирма и останати брендови си имаат свој идентитети. Така да многу треба да бидеме предпазливи со тој термин и да го да им даеме повеќе на младите слобода на дефинирање на работите. Знаеш како? Пошто ако гледаме дека само се менува времето, тоа и символите што го означуваат времето се менуваат, така да може да значат и различни работи за нас. Така да ете, тоа е тоа. Можам да продолжам. Да, ја и ти се разборевме, ама тоа фала ти Виктор многу што дојде, ми знаеме се направивме доста продуктивен муабет. Јас мислам дека бевме многу продуктивни, да. Лички се гледаме на едната епизода во нашата секси мала. Чао!